Во добро расположение се враќаме на нашата округла маса, каде што јас и Александра си ги пречекавме нашите гости. Имаме уште околу половина час од прилика Александра да поразговараме со нив. Застанавме негде кај професорот Пендаровски за методот на линија на помал отпор, оние кои што не следа пред рекламите. Споменавме за методот, но кој може да дојде кај вас и на каков начин може да му помогне овој метод? Вие само набројавте дел од тој метод, што содржи. Немаме толку многу време или детално се да објасниме. Значи, за да се употребува тој метод, треба да се помине таа специјализирана обука од 5 модули во развиени програми, каде што почнуваме од теорија, методологија, па све во пракса како тоа се работи. Добре. И тие едуканти што ќе ја поминат таа едукација се здобиваат со право да го користат методот директно од мене, бидејќи јас сум творец на тој метод. Од е многу специфично во психотераписките методи, знаете, не може секој да се занимава со психотерапија. За жал живееме во време во кое се силува на некој начин психолошката професија од разни луѓе кои не се стручни, сега да не навлегувам од кој аспект, дали од верски аспект или од некој друг аспект го гледаат тоа, и за жал многу луѓе состојби се злоупотребени, нели, од нестручни лица или приучени. Тие се според мене најопасни лица кои се приучени. Так. Човек што не знае, едноставно не може да ви наштети. Така да методот јас го користам во мојата тераписка работа, меѓутоа едукантите може да си го користат во својата стручна работа. Она што е интересно, дека луѓето што ќе се обучат да го користат овој метод, може да си прават и само анализа. Значи, ние терапевтите често пати размислуваме и за своите соништа. Да. Така. Сега, ако ви кажам само еден интересен податок, дека Карл Густав Јунг, познатиот терапевт, психолог, имал анализирано над 20.000 своји соништа. Па еден колега вели, па добро бе Мирослав, шо правил овој, цел ден само се анализирал. И само сонувал. Ама за среќа он се занимавал со рибарство, клесал камен, сечел дрва, и кога го прашале како се ти ваков ум, работиш вакви работи. Тоа е многу интересен одговор. Па рекол, ако јас не бев на земјава, ќе одлетав нагоре со тие нешто со кои се занимавам, нели? Така да човек мора да прави нешто со рацете, нели? Баланс. Да има баланс, да, меѓу горе и доле. Так. А како изгледа сесијата? Вие ни споменавте дека психолозите кои што се заинтересирани да дојдат до овој метод треба да поминат обуки, но сесија со обичен пациент, доколку јас дојдам имам проблеми со... Дали е така филмски да легнеме во одредена мирна просторија? Да, малку да ве коригирам, нема обичен човек и нема пациент, него клиент. Зборам обичен во аспект на психологи. Да не е психолог. Сите сме пациенти на крај. Сите сме пациенти. Видите, тоа е сесија како секоја друга. Да речем, ако работите со редовни клиенти, треба прилика час и нешто ако има потреба. Меѓутоа, јас сум од тие терапевти кои што малку флексибилно гледа на времето. Еве интересен податок ќе ви кажам. Луѓето што одат на психотерапија, нашите обуки траат по 6, 7, па и 10 години. Ние имаме по 1500 часови во гешталт терапија. Так. И да не навлегувам, може да претпоставите колку е тоа работа, за да бидете со луѓето, да не ги оштетите. Практично во текот на сеансата може да се случи еден интересен феномен, што јас си го нарекувам во 5 до 12. Например, пред да си отиде клиентот, тогаш ќе добие некој силен увид. Ќе добие силни емоции, катарза емоционална, ќе види нешто големо, бам, ќе го удри. Што да правиме тогаш? Тоа е етичко прашање во терапијата. Дали тука да го пуштиме да си оди? Кој ни гарантира дека во некоја друга сесија ќе се појави тој увид повторно? Можеби никогаш повеќе нема да се појави тој момент. Да. И тука имате два типа на терапевти, едните кои што се држат до формата и го завршуваат тоа, а другите кои што оставаат моментот. Една анегдота ќе кажам и со тоа ќе поентирам. Многу е убава за љубовта. Момче и девојка биле цел ден заедно. Така. И она му рекла, ќе ме испратиш ли до дома? И джентлменот ја испраќа до дома и она му вели, ќе ме бакнеш ли сега? И он вика, сега не е правиот момент. И таа му вели, утре може би нема да сакам. Тоа е голема мудрост, ако размислите што сака анегдотата да каже. За некои работи нема повторна шанса, нели? И мислам дека во животот тоа е најголемата мудрост, да се зграби моментот, затоа што нештата утре ќе бидат различни, кои ќе преспиеме, кои ќе почне да работи разумот, ние веќе нема да бидеме истите луѓе, така? Да. Од друга страна, затоа велиме, немој да донесуваш одлуки кога си гневен. Гневот не носи ништо добро. Нека преспие гневот па донеси одлуки. Дури и старите овие шамани, да речеме, или старите индијанци, знаете што правеле? Они се собирале во тие нивни
собранија народни, само тогаш кога биле ментално во добра состојба. Дури еве на Медитеранот некои луѓе ми кажа од Хрватска колеги дека на времето кога биле ускоците или нели на Млет како беа тие, се не ми текна во историографија, луѓето кога имало југо ветарот или како се каже бура, југото вика ти го пореметува менталниот момент, те збунува. Луѓето не заседавале тогаш. Бидејќи ако биле под дејство на југото, тие не размислувале рационално. Замислете. А ние живееме од 21 век со цела технологија, а сме многу поглупави од нив, за жал. За жал. Неисцрпна тема на разговор. Да, оти кога е човек, како рекол нашиот народ, сиромав човек, жив ѓаол. Затоа што кога немаш, ти станеш креативен. Кога имаш, станеш мрзелив. Многу мудрости слушнавме. Ова петочно утро, Да не кој можеме да претираме. ги примениме. Можеме сега да се релаксираме со прашања кои Сега? Да. Ајде, знаме ќе ги спомна Александра прашањата. Да, Не имаме? Да. Најлегитимните избори се ова, повелете одберете си прашања од садот и малку така. различна тема да отвориме. Интересно. Да, ние ви смислуваме прашања и ве ставаме во одредени ситуации, па треба да ни одговорите. Започнеме со Марија како единствена дама. Може. Може со Марија нека го прочита прашањето. На глас Марија прочита го прашањето и сподели ни одговор. Имате 3 продавници пред вас. Едната за книги, другата за плочи и третата за карти за во кино. Која продавница би ја одбрале? Измеѓу две се мислам, затоа што сакам книги и сакам плочи. И јас исто. И во двете. Прво едната, па во другата. Да, малку. Ако треба да одбереш да слушаш плочи, што би слушала на плочи? Ау, јас сум ретро girl, сакам. Еве сега си купив, си донесов од Америка грамофон и си правам колекција од 60-тите, 70-тите, ABBA, Roy Orbison, Bee Gees, Elton John, такви. А книги каков жанр еве читаш? Ау, сакам или мемуари, автобиографии, претежно предприемнички книги читам. Да си помогнеш на себе и на нешто го работиш. Па да, Супер. сакам Секогаш луѓе што добра се, идеја. да, сакам луѓе што се искусни, што сака да споделат, нели, искуство, но читам и психолошки книги. Имав некоја од Габар Мате беше се. Одличен е Габар Мате, да. да. Да, има многу добри, така да, такви. Супер. Повелете, прочитете го на глас прашањето и споделете. Се губиш во непознат град, како ќе се снајдеш, прашуваш луѓе или упорно следиш Google Map. Ја имам една способност вродена, бидејќи од детски денови, уште од студентски денови сум планинар и веќе имам некое чувство за ориентација и посвесно, кога одам каде и да одам, не сакајќи си ставам маркери ненамерно и многу ретко се губам, скоро никогаш. Браво. И преби прашал луѓе само за ориентација, иначе скоро никогаш не се губам и секој пат се снаоѓам во такви услови, а во моје време не постоеше Google, а ова чувство Ама или јас ова повеќе верувам на способност ја луѓето. изградив низ мојата. И јас повеќе верувам на И луѓето и многу јас би патувам. прашал. И успевам да се снаоѓам сега. Секај чест. Така, веќе споменавте многу патувате, постои ли некое место што сега во моментот ви текнува во Македонија, некое убаво селце кое што е заборавено, а има толку многу да понуди? Нешто прво сега во моментот што ви текнува? Да има убав природа, за одмор и рекреација, освен кај Марија на ранчото. Секаде имаме такви места, еве едно, можам да го спомнам, Дихово, покрај Битола. Тоа е село каде што еден повратник наш, фудбалер поранешен, со заработени пари од Данска, играше за Пелестер, па се врати од Данска. Уште кога го започнуваше бизнисот, ние веќе работевме на оваа тема. Така. Дојде на консултација, ја му тврдев дека ќе му успее идејата, а идејата му е да има туристичка понуда, базирана на традиционална храна, традиционални производи, градина и сите производи без пестициди. Гостите само знаат колку чини ноќевањето, а храната нема цена, него сами се служат со ракија, сами се служат со пиво, вино, се домашни продукти, земаат од градината домати, папиверки, си прават салати, а семејството, бидејќи е семеен бизнис, им подготвува традиционална храна и на крајот на престојот, кога одат, прашуваат за цена, он вели колку што сметате дека чини таа услуга, толку ќе платите.
Браво. И Треба да го посетиме дихово, да, и да го раскажеме ова. Бидејќи неговата анализа, неговите проценки финансиски покажуваат дека над 80 луѓе од луѓето оставаат повеќе пари од колку би земала ако имало дефинирана цена. Што значи тоа е успешен Дека се модел. великодушни. Сега веќе го зголеми обемот на соби, веќе има од 9 уште 12 и направи работилница каде што може да има и настани, и манифестации, е навистина реномиран во тој крај, е добар пример. Одлично. Благодариме. Професора, кај вас која прашање се падна? Ви благодарам, супер прашање, воопшто не ми измачивте. Заглавени сте во автомобил еден час во сообраќаен метеж. Се нервирате или уживате во песните кои ги пушта вашето омилено радио? За разлика од гостинот десно, ја слабо се снаоѓам во простор. Да ви кажам право, воопшто не ми е проблем ако сум заглавен во автомобил, само проверувам дали има доволно гориво. И уживам во песните, бидејќи сакам музика исто така, за жал немам грамофон одамна, а ме подсетивте си купам. Така да тоа може да биде супер момент. Ме подсети сега ова како метафора на оној познатиот спот од R.E.M, нели Everybody Hurts, кај што луѓето се заглавени во возила некаде во USA или во Канада и излегуваат надвор. Така. И тоа ми е така револуционерен момент во човечкото, бидејќи ми се допаѓа што денеска мислам сите некако навивавме за она хуманото да обстане и да не се изгуби покрај цела технологија. Така. Јас имам Марија плоча, така што кога ќе го земеш грамофонот, кажи, Битлси Не, ќе ги ти ќе слушам. дојдеш кај нас. Немам грамофон, имам Јас плоча. имам повеќе плочи, бидејќи на времето бев колекционер на плочи, сега го подарив грамофонот, не го користам, ама имам плочи што ги подарам на мајка. Сите имаме плочи, немаме грамофон. Александра, ти што имаш? И плочи. Касетофон. Се за добра музика. Но ајде да ги погледнеме фотографиите, кои верувам дека ќе дополнително ќе го раскажа тоа што сакаме да го раскажеме со нашите гости, па да започнеме од Марија. Сите ќе ја посетиме со целата музика која имаме и ќе создадеме една терапија со музика. Марија, може? Може, се може. Може. Само добро расположение. Низ фотографиите уште подобро расположение ќе имаме. Слободно коментирате. Еве овие куќички позади што ги гледате, тие ни се едната од десно ни е со штафелај за цртање, а другата што не се гледа многу е со книги, само македонски писатели таму и луѓето можат и машина за куцање. Така да освен тој другиот дел кај што ни е куќата и сместувањето, овие две се одделени и гостите може да си ги користат колку сакаат и да си бидат со поглед кон планина, обкружени со животни, така да тие ни се полн погодок и за мене и за сите гости. Браво. Супер. Одлична идеја. Еве, и овдека со животните, тоа што зборавме со професорот, нели, мора да бидете отворени кон нештото за да примите добра енергија и да бидете исполнети. Ова сум ја некој секојдневен ден, обичен ден, но поминат со животните и со коњите. Ова е веќе, мислам дека е во Палма де Мајорка. Не знам бе од кај ги извадивте сликите. Јас сум виновна за сликите, ти ми даде обврска да симнам што сакам. Да. Ова е на одмор во Палма де Мајорка со брат ми, со мајка ми, каде што со брат ми се надпреварувавме нешто во голф играње. Дали го победи брат ти или кој беше подобар? Мислам да. Еве, еден од штрковите. Да. Ова е или е Пјотер или е Коста, сега не можам да ги видам двата, се малку слични и се разликуваат во крилата позади, ама да. И да го гледаат филмот со И да го обавезна гледаат, да. приказната за Силјана Тамара Котавска, одличен филм. Еве, а ова, многу интересно, ова штркче го спасивме со Тамара за време на снимањето. Ова е Коко, кој што приказната негова беше со лонгета на ногата, беше 2 месеци кај мене со антибиотици, со да му заздрави ногата. Беше споделена на социјалните мрежи од многу луѓе. Го земав јас кај мене, после снимањето, во Струмица беше, и си одлета лани негде крај на август. Така. Да. Кога сме кај хуманоста, професора, и Марија ни е голема хуманистка. Ова е една од фотографиите, беше многу интересна, споделувана на социјалните мрежи, сега ќе ви кажам зашто. Ми беше профилна на Facebook и пред 2 години добив од Министерството за земјоделие грант за правење на производи, правевме ајвар и ми остана од фондот, ми остана 200 и нешто евра
и јас им звонев во Министерството за земјоделие за да им ги вратим парите. И Тоа само Марија може. да, и пошто викам, ама ми остана, јас ги потрошив се што требаше. Да, И беа многу збунети затоа што не знаат која сметка да ми ја дадат за да ги вратам парите, а ова ми стоеше профилна и така да беше ептен споделувана таа приказна. Браво, Марија. Со сликата. Тоа е девојка која што е шетана и знае како треба. Останале пари ќе си ги врати. Еве, ова е, за жал, почина пред 2 месеци баба Матилда, магарицата која што, да, После првата... нашето доаѓање. Да, првата, да, после вашето доаѓање, првата магарица која беше спасена од активисти од Скопје, донесена кај мене пред 3,5 години, си живееше прекрасен живот кај нас и мило ми е што ја испративме како што заслужува, значи не беше воопшто ни малтретирана, претходниот живот и сигурно е бил суров, беше над 37 години и Баба Матилда. И да, баба Матилда е првото нешто, првото магаренце кај нас, кое што беше дел од ранчето. Тоа се само дел од фотографиите, инаку кај Марија на Facebook може да најдете голем број на фотографии со животни, хуманитарни акции кои што ги прави на ранчот. Продолжуваме со професорот кој што е веднаш до мене да ги погледнеме фотографиите професора, што е она што вие ни испративте, да дирнеме на кратко во како одмораат психолозите. Добре, ја не сум некој експерт за фотографии за разлика од Марија, ама е симпатична слика, мислам негде од Медитеранот, мислам дека е Хрватска. Така. Со фамилијата, уште кога беа помали децата, сега ќерка ми веќе е повисока и таму од мене, така еден убав момент и затоа што ги сакаме тие фамилиарни дружби, барем додека сакаат да доаѓаат. Да, тоа Уште некоја година, па ќе ги молиме на ручек како може да дојдеш така. Да. Супер, да ги видиме следните фотографии. Ние немаме агробизнис, иако ова е едно прекрасно место во викендицата на моите родители во Галичник, во мистичниот Галичник, на една прекрасна локација, пред доста години ова. Зошто ја одбрав оваа слика? Затоа што ме враќа во тинеџерските години, кога со месеци одевме таму и се шетавме по планини, не знам, собиравме дренки, шипинки и поминавме многу во време. И тој воздух на 1500 метри, или цела приказна околу Галичник и неговата архитектура и духовност и така на едно место имало, да речеме, се родиле доста паметни луѓе во тоа мијачко село. Не е село до душа, греото да го кажеме, во смисол дека е тоа. Овде сум кај мојот колега и пријател Зигмунд Фройд. Одамна се немаме видено, пошто он живееше во минатиот век, се шегувам. И сите мои студенти, едуканти пред мене отидоа, ја на стари години го видов конечно тој музеј во Виена, но анегдотата е многу интересна што последниве години доста мои студенти, едуканти ме завикаа македонскиот Фройд. Не знам дали заслужувам таа титула, ама е симпатична и навистина беше битна таа посета за мене, иако таму е музеот на Виктор Франкл, творецот на логотерапијата кој што поминал 3 години во Треблинка и создал терапија наречена терапија со смислата, бидејќи таму станал свесен дека луѓето што преживеале Холокауст биле само луѓето кои имале за што да останат живи. Како му беше името извинато? Виктор Франкл, може сте чуле неговата позната книга Зошто не се убивте. Тој ги прашувал пациентите зошто остана жив. Секој вели човек на планетата наоѓаше барем една причина, заради дете, сопруга, сопруг, хоби, природа, да преживее, да. Затоа го спомнав, но не стигнав тогаш да го видам. Овој колега беше поважен. Така. Да. Интересно. Овде сме како исплашени со черками на Дракула турата. Многу ја сакаме таа тура и неколку пати одиме. Да, ова е моментот кај што се двои влашка од Трансилванија. Така. И така, тоа патување бевме сами, што беше многу убаво. Ова е Мостар ми се чини овде. Син ми е доста мал. Ги сакам сите држави на бивша Југославија. За тие луѓе не ги доживам како прави странци, се уште. Да. Не е ова југоносталгизам, но е носталгија по едно поправедно време и затоа сакам фамилијата да ги запознае тие краишта кај што јас сум модел. Како млад, за несреќа не бев толку возрасен за да одам на таа тура низ Југославија и така да јас сум дете на распадот, уствари, и тие генерации X што, нели, одеднаш ти велат дома, гази се пред себе, биди свој и ти му викаш стари, како така кога 30 години ме учиш
дека треба да бидам солидарен, да враќам пари. Еве интересна работа што денешните деца не ја знаат. Ние не смеевме да извадиме чоколада ако не го поделиме. Беше срамота да извадиш чоколада пред другари, некој да гледа ти да јадеш. Мислам ова дека е Будимпешта. Да, така. Некоја наша посета туристичка. Да. Ова малце вака за изненадување на гледачите, ова сум сепак јас. Пред 26 години решив малку, пошто рековте да биде интересно, реков, па зашто нека биде интересно. Сите ме знаат во последните години као професорот, психологот, ама ја бев едно време и Мики Билдерот од Ѓорче. Иначе сум национален атлета на Македонија официјално за 2001 година. Сум бил учесник на Европско првенство, четврти на Балкан и така натаму. Тоа се едни спортски години. Прекинавте? Не вежбам за себе, сега да ве насмеам некои мои пријатели што ќе ме видат во клубот кај што вежбам, тоа е клубот Давид во Ѓорче. И вика, оси ти? Викам да. Па не личиш. Викам извини, дали ти на 26 и на 52 исто личиш? Мислам, нели? Па нормално. Така да тоа се едни убави години во кои се градеше карактер преку спортот и наистина битно е. Да го празнувам. Супер, интересни фотографии, да запознаа гледачите од еден друг аспект, за да не е психологијата, туку приватниот живот. Која држава ви остави најголем впечаток, бидејќи погледнавме многу држави, рековте не сте југоносталгичар, но ги сакате од поранешна Југославија, ако треба да издвоите, што да посетите? Добро, кога слушнавме Марија и колегите колку патувале, ја не се сметам за многу нашетен човек за моите години, да речеме дека сум видел доста, но не онолку колку што би сакал, но да речеме дека сите медитерански држави ми се убави, ама така на срце и поради многу пријатели и поради едукација што ги држам таму, Хрватска ми е посебно, дури мислам дека не ја познавам многу Италија, мислам дека нема скоро никаква разлика со тоа што барем не го слушам тоа манџаре и така натаму, не го слушам еден јазик кој што повеќе го познавам. Да, и од така некако и тој медитеран. Со акцент на Ромин, ако ме прашате. Може Истра, да, е многу интересна и не се да и Далмација интересна и така. Да, карактер. За вкусови не се дебатира, но Хрватска скапа за наш стандард, не знам за вас. И релативно што е скапо и ефтино, така да? Да. Така. Одлично. Влад, да ги видиме и на господинот Србиновски фотографиите, дали и тој патува или риболови? Јас многу патувам и уживам во патување. Сум посетил повеќе од 40 земји. Браво. И се уште патувам преку проектите европски, а активен сум по природа. Ете, тука имаме дека риболовам, спортувам. Едното е на Радика, другото е на Минтео во Грција, каде што риболовам. Секое слободно време сакам да ми биде исполнето, дали со една, друга, трета активност, шетање по планина, риболов, се уште играм рекреативно фудбал, уште од дете и ден денес. На другите фотографии ќе видите, значи ова е од моето хоби за риболовење. Понатаму другата фотографија е ова од левата страна играме веќе 34 години, континуирано еднаш неделно во среда, мал фудбал. Возраста меѓу 55 и 70 години и се нарековме тимот млади ветерани. И за во континуитет се уште спортуваме, рекреирам, уживам во тоа. Ете и други спортови. Понатаму да видиме следна фотографија. Ова е еден настан што го организиравме ние како Балканија и Сдруженијето НЕСМА и Стево Теодосиевски, хуманитарен настан во Континентал, фестивал на лебот, каде што имавме изложено лебови, добиени од луѓе кои сами ги припремаат и нашиве пекари ни припремија посебени видови на лебови, на различни. Тоа беше забава на која што учествува преку 350 луѓе, хуманитарен настан, ги дадовме лебовите на аукција и парите собрани ги дадовме за деца со пречки во развој. Значи хуманитарен успешен настан заедно со Есма Реджепов. Така. Ова е добиена награда за најдобар проект од Еразмус програмата на национално ниво. Имаме 3 пати добиено 3 проекти кои што се одобрени од нашата национална агенција за образование.
европски проекти за најдобра пракса. Ова е во 2014, 2016 и 2018 имаме добиено сертификат награда за најдобар проект во годината во нашата земја. Ова е добивање сертификат за најдобар проект. Ова е кога одиме на проекти во странство, каде што имаме учество од повеќе земји, секоја земја има можност во една културна вечер да ја представи својата земја. Ова се случува во Шпанија, каде што нашиот тим ја представуваше Македонија преку филмови, музика, гастрономска понуда. Ние секој пат сме меѓу најинтересните, најдобрите, бидејќи со себе носиме ајвар, ракија, вино и други производи кои што се карактеристични за нас, гравче, и секој пат сме најинтересни. Ова е нашиот почесен председател кој што е од Италија во асоциацијата, заедно со нас оснивач, и со него моментално водиме еден процес за повеќе проекти за развивање на мемори туризам или туризам на сеќавањето, бидејќи базиран на Првата светска војна, бидејќи фронтот на Првата светска војна е на границата на Македонија, од Крушево, Прилеп, Битола, Мариово, Гевгелија и Солун, или наречен Солунски фронт. Ние се обидуваме со овие проекти заедно со партнери од Италија да направиме еден дел во Новац и да го прогласиме за културно-историско наследство и да поставиме спомен обележје. Ова е слика од настанов каде што го промовиравме овој проект, кој што има и други активности, а прерачникот е само една од активностите. Ќе имаме и работилници, ќе имаме и мобилна апликација, ќе имаме и инфотура за туроператори од Словенија и новинари од Словенија да видат каква туристичка понуда има. Така. Јас ви благодарам за вашите фотографии кои што ги споделивте со нас и на сите вас. И со сама за крај ни останаа уште 2-3 минути, Александра, до крајот на емисијата, бидејќи Марија ни е единствената дама од нашите гости. Ве најавивме како предприемачка, бизнес жена, но и хуманистка. Па и во таа насока ќе ја завршиме и нашата емисија, односно овој дел со гостите. Целта е да основаш центар за штркови. Преку донација, односно граѓаните ќе бидат тие кои што со купување на одредени производи ќе донираат на тој начин да се основа центарот. Накратко, Марија, на кој начин може да учествува? Јас идејата ни беше со Тамара да направиме посебен фонд каде што ќе има штрковите ќе си имаат посебен простор, затоа што моментално се живеат во куќата со мене. И секоја година ни се зголемува семејството со штркови, како што знаете, повредени, не одлетуваат со јатата, туку остануваат тука и треба да се згрижени. Многу загрижени граѓани ми звонат во текот на летото и тие штркови завршуваат кај мене и рековме дека мора да направиме посебен простор кај нив каде што ќе се рехабилитираат и ќе одлетаат. Направив една колекција од маички капи и дуксери, каде што имавме акција на социјалните мрежи и помина прекрасно. Имавме неколку такви настани, ќе имаме, мислам дека уште 1-2, и каде што луѓето може да си купат и постер од филмот со подпис од Тамара и од Жан, и секоја компанија која што сака да не се приклучи на оваа иницијатива може да донира, да биде во контакт со нас. На социјалните мрежи сме The Countryside MK или јас Марија Дуда, може да ме најдат, да ме исконтактираат луѓе. И тоа е нештото што би сакале наредна година да ни се оствари, да имаме многу успешни и среќни приказни со помагање на животните, поготово штрковите. Така, верувам дека гледачите кои што не следат ќе донираат или ќе купат дел од тие производи кои што ги нудите и на тој начин ќе се направи центарот за штркови. Тој би бил прв центар за штркови. Прв центар за штркови. Интересното што јас им нудам опција секој што ќе донира, нивното име ќе биде на дел од зидовите испишан, затоа што јас мислам дека тоа е наша целокупна општествена одговорност за нештото што сакаме да вратиме назад на природата и на животните. Освен вака на гледачите на кои што им пренесовме, се вклучували некоја општина, институција за да ви помогне? Сега за сега општина Ранковце се првите кои што донира, купија компанијата Source6, која што е одговорна за нашето здравство, се едни од нив. Вчера имавме состанок и убав настан со Инова и Стопанска комора
Така да помина супер и се надеваме дека Ќе се зголеми бројот. Така. Јас ти благодарам што бевте наши гости ова утро. Александра, тука веќе мораме да ги спратиме гостите. Се надевам дека повторно ќе дојдете. Имаме уште многу теми со вас, неисцрпни теми на разговори. Ви посакуваме убав викенд, одмарете. Оние кои што сакаат да одморат надвор од технологијата можат Марија да побараат и да уживаат на ранчот или селата кои што ги предложивте и вие, или да одморите на психолог, да направите еден разговор и да се опуштите. Благодарам што бевте гости, а вие останете со програмата на Канал 5.